Заш мене никој не ме прашвит ништо? Од минатата недела Министерството за комедија започна со нова кампања какво да биде домашното милениче на следниот премиер. До сега во државава имавме папагал, цело време повторвеше, риба имавме, глас не им се слушна. Сега го бараме новото животно на премиерот, нашето национално милениче, кое сите ние ќе го храниме, негуваме и сакаме. Стигнаа неколку предлози, еве, мачка скислена, во фацулево е скислена, пошто се кајчуе во Македонија. Оваја ни ден нема да издржи во македонски услови. Ќе пукни ко костен. Следен предлог, армадило. Види го какво е. Со оклоп целово гарант пред да му кажат дека ќе биде посвоено во Македонија, вакво било. Голо голиче. Ова шо и да се деси во државава, ништо нема да допри до него. Ако тргнеме од фактот дека миленичето си личи со газдата, следниот премиер изгледа ќе требит панцир да носи цело време. Ова е нешто друго. Права екзотика. Блобфиш. Толку е гадно што немат ни име на македонски. Ауч. Ова за Доналд Трамп е перфектно. За наш премиер ќе треби туше малце да се разлепшат. Види го какво е. Прашај го било шо. Гледај го и речи му. Дали ќе имаме подобра иднина? Дали ќе функционира платформата за живот во Македонија? Не. Гадно е, ама со карактер. Почитувани дами и господа, пишувајте предлози на Facebook или на Twitter, го бараме новото милениче на премиерот, го избираме новиот пет идол. Шом го избериме, премиерот ќе мора да го посвои. Само со оглед на ситуацијата, изгледа ќе мора да посвои и милениче од друг вид. Чисто ради двојазичност во куќата, пошто домот на премиерот секогаш е државата.